Судот, ценејќи ги сите околности поврзани со истрагата и покрај даденото позитивно мислење на јавниот обвинител, смета дека во овој момент се уште постојат околностите за постоење на определената мерка притвор од точка 2 од член 165 став 1 од Законот за кривична постапка, односно околностите кои укажуваат дека лицето може да ја попречи истрагата со влијание на сведоците, како и дека може да сокрие, фалсификува или да ги уништи трагите на кривичното дело, од причина што истражната постапка се уште е во тек и се уште се преземаат други истражни действија за прибирање докази. Ова до толку повеќе што Кривичниот совет го продолжил притворот на осомничениот по доставен предлог на основното јавно обвинителство на организиран криминал и корупција на 8.4.2025 година, токму поради постоење на причините предвидени во член 165, се наведува во соопштението од Основниот кривичен суд Скопје. Против ова решение, странките имаат право на жалба пред Апелациониот суд Скопје во рок од 3 дена од приемот на истото.